Вистинската телевизија не би била вистинска, доколку на неа не се емитува програма наречена Вистина е. Следува студиското издание на редовната рубрика Вистина е на Вистинска телевизија. Презентираме факти, статистики, аргументи и други вистини. Овој пат во потрага по вистината за македонските фолк бендови. Е дека почетоците на македонските бендови се поврзуваат со средината на 20 век, кога модерната музика полека почна да го зазема своето место во културниот живот на Македонија. Вистина е дека во 50-тите години македонската музичка сцена беше доминирана од народната музика, но истовремено се појавуваа првите музички групи инспирирани од рок-н-ролот и џезот. Еден од првите познати ансамбли беше Кафе Театар бенд, кој изведуваше џез и евергрини. Вистина е дека во текот на 60-тите, под влијание на глобалниот успех на бендови како Битлси и Ролинг Стоунс, младите музичари во Македонија почнаа да формираат своји рок и поп групи. Пример за тоа е Биспеш, кој се смета за еден од првите рок бендови во Македонија. Вистина е дека во 70-тите години Скопскиот фестивал стана платформа за промоција на новите музички таленти, меѓу кои се појавија и бендови. Овој период е значаен за развојот на поп и рок музиката во Македонија. Вистина е дека бендот Мадригали беше еден од најзначајните представници на оваа ера, комбинирајќи влијание од рок, поп и традиционалната македонска музика. Во исто време, Леп и Сол се формираше како прогресивен рок бенд, воведувајќи нови стандарди во музиката со комбинацијата на рок и македонски етнозвуци. Вистина е дека во 80-тите Македонија стана дел од поголемата југословенска рок сцена. Бендови како Мизар и Архангел донесоа уникатен звук инспириран од готик рок и македонската традиција. Популарни бендови од тоа време беа и Бастион, предводен од Кирил Џајковски, и Хаус ин Лаос, кој внесоа експериментален звук и влијание од новиот бран. Вистина е дека Радио Скопје играше клучна улога во промоцијата на новите бендови преку емисии посветени на рок и поп музиката. Локалните клубови и музичките сали станаа центри за настапи на овие групи, овозможувајќи им простор за директен контакт со публиката. Вистина е дека почетоците на македонските бендови беа обележани со ентузијазам, влијание од странски сцени и креативност. Од првите рок и поп групи до прогресивниот звук на Леп и Сол и мрачниот тон на Мизар, македонските бендови го поставија темелот на една богата и автентична музичка сцена. Вистина е дека македонските фолк бендови играат клучна улога во зачувувањето на традиционалната музика и култура, комбинирајќи ја со современи звуци и техники. Вистина е дека нивниот репертоар вклучува народни песни, староградска музика и новокомпонирани мелодии, кои се особено популарни на свадби, крштевки и други семејни прослави. Вистина е дека инструментите како хармоника, кавал и тапани се основни за звукот на македонските фолк бендови, додека клавиатурите додаваат модерни димензии. Вистина е дека фолк бендовите се редовни учесници на македонските музички фестивали, како Валандовски фестивал и Гоцев фест, каде што промовираат традиционална и нова музика. Вистина е дека македонските фолк бендови се меѓу најбараните за создавање атмосфера на весели настани, бидејќи нивната музика ги обединува луѓето и ги одржува обичаите живи. А вистината за тоа како е да се биде дел од еден од најпознатите македонски фолк бендови ќе да знаеме од Димитар Митровски. Здраво, Димитар. Здраво. Добре дојде. Како сте? Добро. Ти? Одлично. Фала ви за прекрасната најава и за поканата. Еден голем поздрав до сите што ја гледаат оваа емисија. Ти благодарам. Па сега да одговориме на прашањето како е да се биде дел од Dream Team. Па вака искрено, од моја гледна точка се кажам, чести задоволство е да се биде дел од таа екипа, поради тоа што на некој начин од моите почетоци тие ми биле мене идоли како бенд и не само мене, јас сум сигурен дека сите од Македонија значи слушале и учеле од таа екипа и јас сум веќе трета година во Dream Team и продолжуваме да го негуваме тоа македонското и да се занимаваме со свадбени прослави, како што кажа претходно, значи приватни забави и да направиме една добра атмосфера. Како се подготвувате за еден таков настап? Па како се подготвуваме? Се договараме, значи правиме проби. Сега сите од бендот се на некој начин искусни музичари и репертоарот генерално го знаеме. Се консултираме со организаторите на тие прослави и некогаш ни даваат репертоар, што сакат да свириме, што не сакат да свириме и се ориентираме по тоа.
Дали репертоарот одржи и некои ваши пева? Па да, Dream Team има доста хитови и ни ги бараат на приватните прослави, така да си представуваме и наши авторски песни. Инструментални дела. Колку членови сте во бендот? 6. И кои инструменти ги содржи бендот? Хармоника, кларинет, труба, клавиатури, ударни инструменти, вокал. Кој е најголемиот предизвик со кој се соочувате како фолк бенд? Па еве, во моментот имаме предизвик на 29 ноември имаме концерт во Маната. За сега тоа е предизвик кој го очекуваме да излеземе на сцена да се представиме добро пред публиката. Дали постои некоја песна што ја изведувате, што кога изведувате имате најдобри реакции? Па има, искрено има многу такви песни, се не можам конкретно некоја да одвојам. Еве, можам стрикно да кажам некоја од Dream Team, Ти само ти, Dream Team и Маријан Коцев. Значи, сите ја знаат, сите ја пеат, така да има добра атмосфера кога ќе отсвириме таа песна. Дали имате некој, или ти лично, дали имаш некој настап кој што ти останал во памета и некој што ти е најдобар до сега? Па искрено не можам да одвојам, поради тоа што се многу настапи и не можам да конкретно да кажам за некој настап дека тој ми оставил конкретен некој многу добар впечаток, значи сите настапи што ги имаме се одлични, на врвно ниво и така да сите ми се подеднакво драги. Како што споменавме, настапувате на семејни прослави низ цела Македонија, Точно, да. Дали надвор од Македонија имате настапили? Да, имаме. Значи, претходната година за Нова година бевме во Америка. Њу Йорк, Њу Џерси, Чикаго, Детройт, Мајами. После тоа се вративме во Македонија и по еден месец имавме голема турнеја исто така во Австралија. Од месец и пол траеше таа турнеја, па се вративме тука со приватни забави, прослави и сега за Нова година сме во Шведска. Така да после концертот ќе се спремаме за таму да ги забавуваме нашите македонци кои се во Шведска. Дали е поразлична атмосферата кај нас од во странство или? Па генерално е иста, слична атмосферата. Само морам да кажам дека има премногу македонци низ целиот свет и ми е мило што ја негуваат и ја слушаат се уште македонската музика, што не е заборавена. Како ја одржувате таа хармонија и соработката помеѓу вас членовите во бендот? Па искрено во екипата наша сите работи што ги планираме да ги работиме се кажуваат, најотворено се разговара и сите работи така се решаваат. Дека имало некогаш недоразбирање, имало да, ама се тоа со добар муавет се решава како што треба и го реализираме на добар начин. Што мислиш за еднината на македонската фолк музика? Па искрено за еднината го имам и претходно неколку пати кажано во некои други емисии. Младите инструменталисти, младите пеачи треба повеќе да работат на авторска музика, за да оставиме и ние новите генерации некои песни кои ќе го обележат ова време. Значи да бидат и песни, и инструментални композиции, така да мора да се работи на авторска ново компонирана музика. Дали ти лично имаш некој фолк пеач, изведувач, не знам, што ти е идол? Дали од Македонија или од регионот? Па вака, конкретно идол не можам да кажам дека имам, пример, пеачи што ги слушам, што ги сакам, така да конкретно идол не можам да кажам дека имам. Во последно време сведоци сме дека многу македонски свадби почнаа да повеќе да имаат забавен дел отколку народен. Што мислиш, дали се зачувува тој дел од фолк музиката и како фолк музиката какво влијание има баш на тие прослави? Па види се, една македонска свадба, мислам дека не може да помини без тој традиционален дел што е на почеток, така да еве на сите свадбени прослави што ние ги свириме, да има забавен дел и треба да има искрено, значи тоа е убаво, но мораме барем 70-80% да се придржиме на тие македонски традиции што ги
имаме од претходно и да ја негуваме таа македонска музика. Што мислиш за конкуренцијата на македонските бендови? Дали имате доволно голема конкуренција? Па околу тоа мислам дека никој на никого нема конкуренција. Секој бенд во Македонија си има своја публика и така да мислам дека конкуренција нема. Дали имате конкуренција надвор од Македонија, од регионалните бендови? По различни се знам, но имаме пак слични. Да, ама сепак истото го мислам. Значи, ако некој нас не сака, како бенд, како Dream Team, и неговото мислење не може никој да му го смени, да му каже дека таа група е подобра од нас или обратно. Значи, ние си имаме наша публика, другите бендови си имаат нивна публика, така да. Што мислиш како фолк музиката влијае врз младите генерации? Колку нив слушаат фолк музика? Па мислам дека се помалци искрено слушаат македонска музика, ама затоа сме ние младите тука да ја доближиме се повеќе и повеќе до младата генерација. Таа македонска музика и да ги натераме да ја слушаат повеќе. А што мислиш за последниот тренд за модернизирање на македонските народни песни, фолк музиката? Па добро, според мене е окей, интересно звучи со некои други аранжмани помодерни. И јас сум за пример некоја таква промена искрена на некои од македонските песни, но сепак мораме да се придржуваме до тоа што некој го поставил, го искомпонирал, да го испочитуваме композиторот и да се задржиме до оригиналната изведба. Ти благодарам. Сега ќе погледнеме еден клип за македонските фолк бендови, а после тоа ќе разговараме за јубилејниот концерт на групата Dream Team. Вистина е дека македонските фолк бендови играат значајна улога во зачувувањето и развојот на традиционалната македонска музика, комбинирајќи ја со современи елементи. Овие бендови, кои често изведуваат на свадби, прослави и фестивали, се важен дел од македонската културна сцена. Вистина е дека фолк бендовите во Македонија почнаа да се формираат во 60-тите години, кога се јави потребата традиционалната македонска музика да се изведува во групен формат. Тие обично вклучуваат хармоника, клавиатури, тапани или тарабука, кавал или кларинет, гитара и вокал. Вистина е дека раните фолк ансамбли често изведуваа песни инспирирани од народните мелодии, а нивните настапи беа задолжителни на традиционалните веселби. Популарни македонски фолк бендови се ансамблот Танец, кој иако не е класичен фолк бенд, е најзначајниот македонски ансамбл кој ја представува народната музика и танц. Основан во 1949 година, ансамблот инспирираше многу музички групи. Потоа Благица Павловска и групата, бендот кој ја придружуваше познатата пејачка Благица Павловска, беше популарен за својот препознатлив звук што комбинира традиционални инструменти со современа продукција. Тука е и бендот Молика како еден од најпознатите фолк бендови во Македонија. Познати по своите свирки на свадби, фестивали и други веселби, Молика стана синоним за врвна фолк забава. Вистина е дека фестивали како Валандовскиот фестивал на новокомпонирани песни и Гоце Фест им овозможуваат на фолк бендовите да го представат својот талент. Преку овие манифестации, фолк музиката добива поширока публика, а бендовите ја одржуваат традицијата жива. Вистина е дека македонските фолк бендови се чувари на музичкото наследство на земјата, комбинирајќи ја традицијата со современиот стил. Нивната улога во културата и општеството е непроценлива, бидејќи тие ја пренесуваат македонската музичка приказна од генерација на генерација. А сега да го најавиме концертот на Dream Team, кој ќе содржи кога и каде? Значи, концертот на Dream Team ќе биде на 29 ноември во Маната, Македонски народен театар во Скопје, од 20 часот. Значи, публиката ќе може да слушне авторска музика на Dream Team, значи инструментални композиции и познати песни од екипата, така да ги покануваме сите кои можат да присуствуваат на концертот. Колку време се подготвувавте за овој концерт? Па колку време се подготвувавме? Точно, отприлика не знам, значи индивидуално се подготвувавме повеќе време, но отприлика 3 недели правиме проби заедно цела екипа. Како што спомена за репертуарот, ќе има авторски песни, ќе има и постари од почеток до сега?
Па вака, значи на концертот ќе има авторски композиции, но ќе имаме и гости. Значи гости ќе бидат Маријан Коцев, исто како дел од Dream Team, значи претходно беше во Dream Team и наш соработник. Сузана Гавазова ќе биде исто дел од нашиот концерт. Благоја Груевски и Владко Лозановски. Значи тие ќе бидат гостите на концертот и публиката ќе слушни нивни песни кои се добро познати, така да би требало да биде интересно. Каде можат да набават карти? Значи карти во моментот не можат да набават поради тоа што се сите распродадени. И се надевам дека за наредниот концерт тие што нема да присуствуваат во петок ќе си купат навреме карти и ќе бидат дел од концертот на Dream Team. И уште какви планови имате после овој концерт? Па после концертот се спремаме за Шведска, како што кажав, и да не откриваме многу детали на публиката, значи може и концертот да се повтори во некој друг град во Македонија. Ти благодарам на Ви гостувањето. благодарам и вас. Ја дознавме вистината за македонските фолк бендови, а со повеќе информации се гледаме во наредното издание на Вистина е. А сега следува една песна на Dream Team. Кажи каде да те скријам, колку треба да испијам. Пак пред себе јас те гледам и да не сакам. Она дланка, ладна роза, ми ја ладиш душава. Што ми гори, што ме боли, од љубовта. Сите небали се твои, сите сокаци. Кај да одам, кај да шетам, сега не си ти. Има едно лудо срце, ми го украде. И да имам уште едно, ќе ти го подарем. Мате поглед, бледо лице, без тебе ластовице. Горчи денот, тажна есен, ми те однесе. Болко моја, солзо моја, грудка си мо градиве. Што ми лежи, што ми тежи, како ноќите. Сите небали се твои, сите сокаци. Кај да одам, кај да шетам, сега не си ти. Има едно лудо срце, ми го украде. И да имам уште едно, ќе ти го подарем. И да имам уште едно, ќе ти го подарем.
Pijam za tebe, jadovi pusti, što drugi ljubi, tvoji te usni. Što od mene drug te zema, a uteha mene sam mi nema. Pijam za tebe, za sudba naša, očaje krša, čaša po čaša. A što mi se krivi tije, što zajedno ne sme svega nije. Od crno vino uteha nema, drug mi te zema, to i srce nema. Koji što tuđa sreća krade, prokleta je Bog da dade. Od crno vino uteha nema, drug mi te zema, to i srce nema. Koji što tuđa sreća krade, prokleta je Bog da dade. Pijam za tebe, pijam do para, dušavo vino, zaborav para. A znam deka neće najde i da pijam nema fajde. Od crno vino uteha nema, drug mi te zema, to i srce nema. Koji što tuđa sreća krade, prokleta je Bog da dade. Od crno vino uteha nema, drug mi te zema, to i srce nema. Koji što tuđa sreća krade,